причината главна за поразот мој, меѓу другото, но и на коалицијата која ме поддржуваше, се структурните слабости и некапацитетноста, особено во изминатите 3-4 години, значи втората половина од тие 7 години додека владеја, во кои излегува многу афери, во кои многу луѓе беа поставени на погрешни места, многу луѓе на тие места беа неспремни да се носат со тие предизвици, прашно требаше многу подобри луѓе да дојдат на таа позиција, да не бидеме сега наивни, да се правиме слепи при очи. Значаен дел за урнисувањето на тоа што беше еден значаен висок рейтинг во 2016 избори, до 17 до 19 заклучно во мојот избор. Урнисувањето се должи и на промената на името, кое ни тогаш ни денес не е доминантно мнозински поддржано од етничките македонци особено, и се разбира усвојањето на францускиот предлог кој исто така донесе одредени турбуленции во таа коалиција и кој се одрази и на мојот рейтинг, се разбира, до одреден степен, затоа што јас бев првиот од таа политичка структура кој јавно кажа дека го поддржува, од која бев замолен од носителите на власта во владата, дека тоа би требало да го направи, инаку тешко ќе биде протуркан и во нивните редови тој предлог. Значи, преспанскиот, францускиот предлог, аферите, корупција, организиран криминал кој ги имавме во време, пропаста на СЈО, беше продукт на тоа време, пропадна во истото тоа време, во време на владењето на таа владина коалиција.